Ќе ги слушнеме сите засегнати од предлог законот за заштита од пушење, меѓу кои и бизнес заедницата, но нема да донесеме хибриден закон кој би бил нефункционален, вели министерот за здравство Азир Алиу. Тој тврди дека предлог законот кој веќе е на јавна расправа, бидејќи е поставен на ЕНЕР, не е рестриктивен, туку е во целост според стандардите на Европската унија и дека за разлика од претходниот, кој беше донесен пред повеќе од деценија, сега ќе се применува на целата територија на државава. Јас како инженер знаете дека никогаш не креирам процеси кои што ауткамот или резултатот не се знае од почеток. Ако биде донесен во оваа форма како што е предложен, ќе се забрани пушење во, но и околу јавни институции, односно се што е во сопственост на државата. Нема да смее да се пуши ниту во ниту еден угостителски објект или на спортски терени, како затворени, така и отворени, а нема да смее да има ниту било каква реклама не само на традиционалните медиуми, туку и во интернет просторот. Забраната важи и за јавните личности и инфлуенсерите, кои не смеат на никаков начин јавно да промовираат пушење и производи и опрема за пушење. Инаку, пушење ќе биде дозволено само на отворени тераси и простори кои се оградени само од една страна, а отворени од три. Од Министерството за здравство велат дека ќе се видат и со бизнис заедницата и ќе ги слушнат нивните барања, но нема да носат неприменлив закон. Како министер за здравство нема да дозволам надвор од тие европски политики да креираме некој хибриден закон, бидејќи тек тогаш од првиот ден законот нема да биде функционален. Причините зашто се носи ваков ригорозен закон според директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Минатогодишното истражување освен што открило дека 45% од возрастната популација во државава пуши, бројките се страшни кај малолетниците. Цигарите се користат кај момчињата 37,4, оние обичните, а 40,3 се користат електронските цигари. Тоа е еден висок процент. Зборуваме за деца на 15-16 годишна возраст, па и помали. Тоа не охрабрува да работиме во оваа насока. Значи, за справување со ова и такако штетна последица. Овие бројки се добиени со истражување во сите средни училишта во Македонија. Инаку за непочитување на законот кој би требало да стапи на сила од март годинава, предвидени се големи казни, меѓу кои е 3-месечно затворање на објектот каде што се пушело. Мерката се спроведува веднаш без да се чека одлука по жалба, а ако се фати граѓанин како пуши, ќе биде казнет со 100 евра на самото место, а ако не плати веднаш, судот може да го казни до 300 евра. Инаку во оценката зошто се носи законот, меѓу другото стои за да се зголеми наталитетот.